Благодарам. Да продолжам каде застанав. Кај традицијата. Таа си има и свој вовет секој пат. Тоа е периодот пред ртењето на семето, кој што може да трае нели подолго. Тоа е се додека не се случи Кајрос. Минатата година, кога прв пат нели ја доделувавме награда на Константин Философ за животно дело, се осврнавме малку на таа предисторија. Нели, со тој секој пат преземен ризик дека некои нешта повторно ќе бидат кажани или ќе повторени, или јуто поради контекстот мислам дека тоа е нужно. Од ништо ништо гласи филозофската формула за настанокот на стварите во Стара Грција. Така идејата за профилирање на награди кои што ќе ги валоризираат тукашните филозофски постигнувања е стара 17-18 години, според мојот историски увид нели во документацијата на друштвото. Во тогашните разгледувања успеавме само да го дефинираме името на наградата Константин Философ. Со идеја нели за духовно вплотување со традицијата која го изнеди првиот словенски просветител, а кој како што и претходно кажав е прв оваа традиција или јазична традиција која што е наречен философ. До 2016 година, значи така стои, немаше никаков развој. Меѓутоа тогаш, значи пред 8 години дојдовме до прагот на реализацијата на оваа идеја. Имено ги восстановивме наградите, трите награди, животно дело, млад филозофски истражувач и философска книга на годината. Изготвивме дори правилник, ама тука се станавме. Значи, тоа семе прв пат израти дури минатата година. Еваа година ќе имаме втората жетва, започнувајќи денес од доделувањето на наградата за животно дело. Тоа мислам дека беше нужно да се каже за ова. Сега, во стручната комисија која што одлучува или одлучуваше по номинациите за наградите, годинава се професор доктор Радан Ревиденовиќ, председател на комисијата, професор доктор Слободанка Марковска и професор доктор Анета Марковска-Чуприновска членови. Како што ви е познато, пред 10 дена, согласно одредбите на конкурсот, јавно беше обзнаен добитникот на наградата Константин Философ за животно дело. Ама јас нема да го изговорам името, за да ја запазиме формата до крај. Бидејќи нели само преку соодветна форма и содржината добивала смисла и тежина. Излезе, иако сакав да го повикам, да излезе на сцена, нели да прочита наградата председателот на стручната комисија, извештајот и одлуката на комисијата. Колега Иденовиќ, повелете на Еве го извештајот на комисијата за доделување на наградата Константин Философ. На својата редовна седница, одржана на 16 септември 2024 година, извршниот одбор на Филозофското друштво на Македонија формира комисија за доделување на наградата Константин Философ во состав професор доктор Радомир Виденовиќ, редовен професор во пензија на Философскиот факултет во Ниш, професор доктор Слободанка Марковска, редовен професор во пензија на Философскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и професор доктор Анета Марковска-Чуприновска, вонреден виш истражувач на Универзитетот Кентербери во Крајстчрч, Нов Зеланд, на предлог на извршниот одбор.
и со согласност на другите два члена за председател на комисијата е избран професор доктор Радомир Виденовиќ. По доставениот материјал од раководството на Филозофското друштво на Македонија, комисијата констатира дека на конкурсот за награди Константин Философ, распишан од ФДМ на 27. март 2024 година, со крајен рок 1. октомври 2024 пристигнате еден предлог од страна на Институтот за философија при Философскиот факултет во Скопје, со кој за наградата Константин Философ за животното дело е номиниран Мирко Ѓошевски, редовен професор во пензија на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и кон предлогот да е доставено обстојно образложение koje sadrži bibliografski podatci za dejnosti na profesorot dr. Mirko Ѓошевски, kako je obit konzistno da se opfatat i formulirat suštinskите karakteristike na njegovиот опус. Комисијата го разгледа и го проучи доставениот предлог и образложението на поднесителот и ја донесе следнава одлука. Наградата Константин Философ за животно дело за 2024 година му се доделува на Мирко Ѓошевски, редовен професор во пензија на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Образложение. Комисијата ја донесе оваа одлука, како дека се според членот 1 од правилникот за доделување на наградата Константин Философ на Философското друштво на Македонија. Согласно овој член на наградата, Константин Философ за животно дело се доделува за вкупниот опус на философ за филозофско творештво, филозофско образование, како и за афирмација на филозофијата во земјата и во странство. Врз основа на образложението, поднесено од страна на предлагачот, како и врз основа на собствените увиди, комисијата констатира дека во својата досегашна професионална дејност професор доктор Мирко Ѓошевски има објавено 4 книги од областта на философијата, тематски фокусирани врз теоријата на познанието, логиката и онтологијата како фундаментални философски дисциплини. Последователно ги наведуваме насловите. Логика и екзистенција, толкување на поимот, постоење во современата логика, некои филозофски прашања. Скопје 2002 азбуки. Второ, основи на теоријата на познанието, Скопје азбуки 2009. Трето, онтологија, прилог кон системот на првата философија, Скопје азбуки 2012. И четврто, информација и познание, категоријата на информација во современите истражувања на човечкото познание, Скопје азбуки 2024. Освен тоа, освен нив, неговата библиографија вклучува и голем број статии, огледи, студии, објавени во релевантни домашни и меѓународни списанија, зборници, годишници и така натаму. Предлагачот во својот предлог ги наведува, според него, незначајните 44 труда, поделени во 6 тематски цели. Увидот во неговите трудови ни говори за неверојатно широк спектар на филозофски прашања и теми кои професор Ѓошевски ги дискутира во диалог со големите философи од долгата историја на филозофската мисла, почнувајќи од антиката па се до денеска. Во однос на образовната дејност, професорот Ѓошевски ја поминал целокупната негова 4-деценijска наставна активност
на Филозофскиот факултет во Скопје. Започнувајќи од 1973 како асистент стажант, па се до 2013 година кога се пензионирал. Со звањето редовен професор се стекнал во 2005 година. За време на овој период со голема посветеност, ги предавал фундаменталните филозофски предмети, дисциплини, теорија на познанието, онтологија и методологија. Како доцент бил ангажиран во наставата на вториот циклус, се постдипломски студии, на студиската програма на Институтот за философија, а подоцна како редовен професор и на третиот циклус, докторски студии, на истиот институт. И до денес, 11 години од пензионирањето, активно е вклучен во студиите од третиот циклус. Држал предавања и семинарски вежби на Филозофскиот факултет и по предметите епистемологија, тоа е на Институтот за психологија, методологија на Институтот за социологија, логика општ курс на Педагошкиот факултет во Скопје. Професор Ѓошевски во 2 мандата од по 2 години бил раководител на Советот на постдипломските студии на Институтот за философија и во еден мандат 2009 до 2013 бил и раководител на Институтот за философија. Комисијата посебно истакнува уште 2 професионални заложби на професорот Ѓошевски кои што оставиле траен белег врз философскиот живот во нашава земја. Едната е поврзана со активностите на Философското друштво на Македонија, во кој што Ѓошевски учествува од студентскиот период, па се до денес. Во 80-тите години, тоа во 2 мандата, тој бил секретар на секцијата за философија на Друштвото за философија, социологија и политикологија на СРМ, додека во возобновувањето на Философското друштво на Македонија во 2003 година е извршувал функцијата председател на друштвото во мандатниот период 2007-2011. По пензионирањето, со неспален ентузијазам, продолжил активно да учествува во работата на друштвото како член на извршниот одбор и тоа во 2 мандата од по 4 години. Втората заложба е поврзана со списанието Филозофска трибина, што го издава друштвото, во чија што работа Ѓошевски активно учествува уште од неговото основање во 1978, а во 2013 година бил и еден од иницијаторите за неговото возобновување. Мирко Ѓошевски бил истакнат афирматор на македонската философска мисла за време на целиот негов работен век. Со тоа сведочат неговите многобројни учества на значени меѓународни научни философски собери во Македонија и во странство, како и неговите философски трудови во научната философска периодика. Имајќи ги предвид сите изнесени информации и оценки, комисијата едногласно застана зад одлуката наградата Константин Философ за животно дело за 2024 година да му се додели на професор доктор Михаил Ѓошевски. Кон ова, комисијата сака да истакне неколку одлики на професор доктор Михаил Ѓошевски, за кои што смета дека и даваат дополнителна тежина на одлуката. Професор доктор Михаил Ѓошевски е методичен, систематичен, посветен и трпелив философски и културен деец. Тој оди по патот на незаборавниот
професор доктор Митко Илиевски, кој што му беше ментор. Како него, кој и беше пример на многу генерации студенти, во што еве сега ќе се наутат Љупчо и Јана, спаѓам и јас. Како него и професор Ѓошевски е толерантен соговорник, секогаш готов да помогне и со вродена дарба да го слуша и да го чуе другиот. Доделувањето на наградата Константин Философ на професор доктор Мирко Ѓошевски покажува дека постојаноста, посветеноста, упорноста се значајни за подемот и доблеста на философското творештво во полза на поединецот и колективот, студентите и институтот, како и за севкупното функционирање на општеството во целина. Од тука сметаме дека наградата Константин Философ за животно дело на Философското друштво на Македонија за 2024 година оди во вистински раци. Само да додадам дека Мирко Ѓошевски го познавам, добро е што седите, 55 години. Виденович, ве молам, останете тука, го повикувам. Сега го повикувам геофиценат професор Ѓошевски да ја прими оваа награда официјално и уште еднаш му честитам од своје име на комисијата присутните членови на комисијата ги поканувам подишната од обичајни причини. Честитам, Мирко, како и секогаш што си висна Да, секако. Само да не правите neko правило. Многу работа кажувате, не кажувате дека професорот е многу елегантен. Комисија вие се знаени од минатиот Не век. можеше тоа да се стави во Ана. Очекувате да одржате пак. Свати да дајме една Фотографија само со комисија. Само комисијата, ако сакаш пати комисија. Само се комисијата. Италија нека, ама ќе да. А сега само добитникот има. Не е добро пак. Само нека. Само нека. Значи може да се излезе да се честита. Само професорот да го даде избор, да, професорот, да. Професорот поканувам да се обратите на нашиот сенатор. Почитувани колеги професори, гости, пријатели и сите млади влюбеници во мудроста и знаењето. Сакам да ви изразам благодарност што присуствувате на овој чин, на доделувањето на оваа награда. Јас не сум се подготвувал за говор за ова. Навистина уште сум затечен. Со тоа јако разбрав пред 10 дена и тоа разбрав преку другите од денеска
благодарение на овие електронски медиуми, ми се јавуваат пријатели, ми честитат, јас се уште не знам додека не добив на мојот Viber целокупната информација. А што да се каже сега, јас уште се привикнувам на овие чувства за оваа награда. Сакам да му оддадам признание на нашето филозофско друштво за востановувањето на оваа награда како почеток на една значајна традиција, за што многу убаво говореше нашиот почитуван председател Љупчо Митковски, и се надевам дека таа ќе биде стимулативна за идните творци на полето на филозофијата. Исто така се заблагодарувам на Институтот на филозофија за предлогот што го поднесе да бидам годинешен добитник на оваа награда. И на сите вас уште еднаш ви посакувам се најубаво. Здравие, среќа и многу успеси во вашите професии, многу нови дела објавени во Македонија од филозофската област и секој е добро.